Советот на СОН донесе одлука во понеделник, 2 септември, да биде предупредувачки штрајк во однос на социјалниот статус на вработените во дејност на образование, односно најавените зголемување на плати за 5%. Советот на СОН ги смета дека се недоволни, дека тој процент е многу мал и не соодействува со зголемување на минималната плата на национално ниво. Тоа значи дека ние донесовме одлука тој ден да бидеме во предупредувачки штрајк, многу гласно на јавноста да ја кажеме, се разбира, тука се подразбира и на Министерството за образование и на владата, дека не сме задоволни од социјалниот статус на вработените во дејност на образование, почнувајќи од основно и средно образование, завршувајќи со високото образование и науката. Предупредувачки е затоа што штрајкот ќе трае еден ден, оставаме простор на социјалниот диалог и партнерство, оставаме простор за до крајот на септември да изнајдеме начини и можности колку да се зголемат платите во дејност на образование, не изоставувајќи во фактот дека во овој период од годината се креира буџетот за 2020 година, така да сакаме да имаме влијание во креирање на буџетот и претходно да се договориме за 2020 година колку ќе бидат зголемени платите во образование. Рековте дека ќе трае само еден ден, на кој начин ќе се одвива штрајкот и повторно прашувам како тоа ќе влијае на почетокот на учебната година во однос на имање или немање настава? Штрајк подразбира прекин на воспитно-образовниот процес, без разлика кој ден е, дали е првиот учебен ден или последниот. Тоа значи вообичаено кога се штрајкува, се одредува една просторија во која што штрајкувачите ќе бидат, дали ќе биде тоа наставничка канцеларија или ќе биде тоа нека училница, се едно. Тоа значи дека тие што штрајкуваат нема нити да прифаќаат деца, нити некакви други наставни или воннаставни активности ќе обавуваат. Тоа значи дека тој ден практично ќе бидат на работа, меѓутоа нема да ги извршуваат своите редовни работни задачи. Изминатиот период имавте доста диалог со министерот за образование Адели. Дали може би сте оптимист дека до крајот на оваа недела ќе има некаков пресврт во преговорите и во барањата кои што ги имате кон Министерството за образование и општо кон владата, па ето тој предупредувачки штрајк како најава за главен штрајк и да не дојде до тоа? По-конкретно, ако остварите нека средба, да речеме, до понеделник со министерот Адели, дали има шанса да се премислите да се кажете? Која ќе беше како што некој попаметен од мене кажал, надежта последна умира, наше е да се надеваме дека ќе најдеме заедно прифатливо решение и дека ова што ние го заговараме за 2 септември да биде тем на штрајк, дека нема да биде. Тоа е наша желба, тоа е желба на Министерството за образование и наука, впрочем. Меѓутоа и по вчерашната среда која што се оствари помеѓу СОНК и МОН, се уште сме многу далеку од заедно прифатливо решение, значи тоа што министерот и го изјави практично, за волја на вистината, нема поместување од таа мртва точка, што за нас апсолутно неприфатливо. Јас би бил среќен кога во недела во некој период нормален што се вели би добили информации и понуда која што би ги задоволила моменталните наши потреби, па тоа во процедура ние да го завршиме до недела 24:00, за да се одложи тој штрајк. Меѓутоа, за волја на вистината и сепак не сум ни толку оптимист. Порака некоја за родителите имате да упатите? Да, во секој случај, јас не само јас, него Советот на СОНК и сите наставници и професори во нашата држава очекуваат поддршка од родителите, очекуваат разбирање за тоа што наставниците го прават. Едно е вистина дека наставниците во нашата држава воопшто не се мотивирани во однос на платата што ја земаат. Индиректно или можеби поконкретно и директно многу влијае каков наставник ќе учи нивното дете. Ако наставникот мотивиран, ако може да си плати месечните сметки, да си исплати кредитите и така натака, сигурно паметот ќе му биде насочен кон реализација на воспитно-образовниот процес, а не приватните финансиски проблеми што ги има ќе се резултираат со лоша настава, со лоша едукација, со лошо воспитание, на крај последниот производ ќе биде лошо општество.
За таа цел јас уште еднаш би апелирал до родителите да имаат разбирање кон тоа што го прават наставниците. Наставниците тоа го прават не само за себе, него го прават индиректно и за нивните деца. Мислам дека нема да имаме обструкција од родителите, носење на училиште. Јас не апелирам да не ги носат, меѓутоа нити пак апелирам да со сила ги носат на училиште, иако имаме и такви случаи, за да се покаже дека еве синдикатот, еве наставниците преку кршење на правата на децата за образование сакаат своји права да добијат. Апсолутно не.